Добар ден, почитувани, стартува најновата телма амбуланта. Инфекциите одамна не се само сезонска појава. Тие се присутни цела година и патуваат побрзо од кога било. Глобализацијата, миграцијата, масовниот туризам и увезената храна носат нови ризици, но и враќаат болести за кои мислевме дека се минато. Од стомачни вируси што експлозивно се шират во колективи, до ретки инфекции и безбедност на храната. Како се пренесуваат инфекциите и што можеме да направиме за да се заштитиме? Ја прашаме професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог. Останете на телма. Како се шират инфекциите поради глобализацијата? Ќе прашаме професор доктор Снежана Стојковска, инфектолог. Професорке, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Добар ден. Благодарам за позивот. Подобро нашла, како се вика. Да. Зошто некои инфекции се присутни во текот на целата година, а други имаат сезонски пик? Инфекции се присутни и едните и другите во текот на целата година. Работата е кои ќе се проманифестираат ради однесувањето на луѓето, ради основни нивните карактеристики кои ги носат дали бактерии, дали вируси, повеќе у одредени временски периоди. Дали ќе се у одреден период доминираат бактериски инфекции или вирусни инфекции, исто е така многу специфично и многу зависи од повеќе фактори. Бидејќи ние као луѓето не сме единствени на планетата, така тука се сите тие микроорганизми кои го чинат сиот живиот свет, иако многу често забораваме, додека не настане болест, дека вируси и бактерии се секаде околу нас. И прионите кои се најмали причинители. Зашто таа глобализација толку влијае на појава на или одредени движења на одредени инфективни заболувања? Во текот на и увестите сега беше збор за вирусот на грип. Во текот на зимските периоди доминираат во сите полиња глобално бактериски инфекции, особено респираторни и на нивото на дигестивниот тракт. Тој ради сама особина на вирусот да им погодува сува и ладна клима, сами нивни генски карактеристики да обстојуваат во таа средина и она што е многу важно, третиот фактор, а тоа се и променети однесувања на човекот. Значи, многу сме повеќе у затворен простор, многу е погуста комуникација, многу е полесен начин на пренос на тие инфекции, многу е потребна помала инфективна доза, не треба реплицирање на контакти да се пренесат некои заболувања, кога е тоа почесто во помал простор. Исто така во зимските месеци се и другите работи на кои кога ќе се мисли глобално и на инфекции треба да се потенцира. Многу е помала изложеност на нешто што е здравје, на сонце. Значи, она количина, многу е помала количина на витамин D, која кај многуте заболувања се виде дека е многу голем заштитен фактор на организмот. У зимските месеци контактите со вирусите бараат и да многу помала инфективна доза на причинителот биде доволна да се пренесе инфекција и таа инфекција ланчано да се шири. Додека во потоплите периоди на годината не да ги нема овие инфекции, они понатака ќе бидат присутни, меѓутоа со одредени карактеристики на другите широко распространети микроорганизми, бактерии од сите видови, нив повеќе им погодува повеќе влага, потопла клима, многу полесно се размножуваат. Дали ќе биде тоа размножување на нивото на кожа, каде многу се потиме, па настануваат и празни повреди, рагади, па полесно настануваат инфекции на кожата. Дали ради тоа што сме почесто во базени, во езера, во реки, каде што се плива, се контаминира вода, настануваат безброј преноси на инфективни причинители на тој начин. Дали она што е многу раширено у потоплите периоди во годината,
голем број на бактериите, салмонелите, шигели, кампилобактер, голем групе ешерихи и така, во тој период многу полесно се размножуваат, обстојуваат и доведуваат до куп манифестации. Дали ќе се манифестираат као интоксикација или класични инфекции, многу зависи од различите фактори. Али сето тоа допринесува да у различит временски период доминираат различити инфективни причинители. Голем дел од нив се присутни цела година во различити органски системи, предизвикуваат различити инфекции. Кога се збори глобално, сепак во зимските месеци доминираат со своите пикови и со тежина на болеста одредени вирусни инфекции. А како влие глобализацијата врз брзината на ширењето на инфекциите во светот? Бидејќи има масовен туризам и патувања. Да, глобализација е еден многу широк поим кога би збореле што сето тоа значи, поготово ако би го гледале тоа и од медицинска гледна точка. Глобализација со себе носи многу голем потенцијал да секој инфективен причинител практично за 24 часа може да биде пренесен од било кој регион во светот. Знаете, многу инфективни заболувања се во некои региони во светот постојано присутни. Викаме, они се таму ендемски. Така. Кога ќе се прошират од еден регион на друг или континент, они стануваат епидемиски или пандемиски, али они се постојано присутни. Глобализација, имаме више од 4 милиарди глобално се вика патувања годишно. Носи со себе тој ризик да тој патник од тој регион донесе инфективниот причинител у регион каде што е он импортиран, каде што аутохтоно не би успеал. Понатака, дали он ќе се шири или е потребен долг период на некоја инкубација, видови контакти, тоа е сосема друго. Глобализација е голем проблем затоа што со глобализацијата и со сите климатски промени кои се настанати. Кога се збори за глобализација, без потенцирање на климатските промени не може да не е доволно сериозно да збориме, затоа што многу климатските промени, промена на векторите и нивните стајалишта, значи тие кои ги пренесуваат голем дел од инфективните причинители, како тоа се одразува на другите домаќини на инфективни причинители. Забораваме дека огромен број на инфективните заболувања домаќини се животните, дека се тоа зоонози, а одредени вектори или директно заболувања се пренесуваат кај нив. Од друга страна, таа глобализација носи климатски промени, носи исушување, носи огромни поплави, носи потенцијали за загадување. Глобализација од друга страна е проблем кој кажува и знаете глобално во светот се променети многу и сите видови на сексуално однесување. Така, не збориме за девијации, тоа се различити видови на пристап кон сексуален живот. Сето тоа глобално тие промени доведуваат и до промена на појава и учесталост на некои заболувања кои порано ги немало, а кои се пренесуваат по тој пат. Глобализација значи исто така голем проблем затоа што и глобално се повеќе и производството на храна е у огромен дел глобализирано. Знаете, ние денес можеме, у нашите маркети имаме храна од Бразил, имаме храна од Шпанија, може од сите региони во светот, каде што таа храна може да биде примарно загадена, секундарно загадена, неправилно чувана во транспортот и така, и сето тоа да допринесе да се јават одредени заболувања кои ги немало. Исто така, глобализација со себе носи една непопуларна манифестација која мора да се признае. Голема сиромаштија, големи миграциони од сите видови социјални движења. Да, сведоци сме на масовна миграција во моментот. Така, сето тоа носи Што тоа значи во пренесувањето на заразни болести кои што се сметаат за искоренети на овие простори? Бидејќи во Хрватска беше дијагностициран случај на лепра кај работник од Непал. Да, и настана одмах ука-бука таму по социјалните мрежи и така.
дали е опасна за пренос и така. Знаете, лепра е една од бактериските причинители која историски била позната болест со години. Први лепрозатори каде што се изолирале луѓе кои боледувале од лепра се биле и кај нас и мислам у бившите југословенски простори и така. Лепра е заболување кое има изузетно долга инкубација. Ако кажеме 10 години. Значи со децении? Со децении. Може не се пројават симптоми, а некој да е заразен. Да е заразен. Работата е што е неопходно да го едуцираме кадарот. И јас затоа сакам да потенцирам колкаво е социјално влијание на инфективните заболувања и колку е важно да е здравствениот систем спремен не само со инфраструктура, најважна инфраструктура се луѓе. Со едуцирани луѓе кои ќе знаат да препознаат и да знаат што се одредени заболувања. Што значи ако се појави лепра? Дали она веднаш ќе се пренесе? Мора да знаеме дека контактот треба да е многу интензивен. Контактот треба да е мултиплициран, треба да се живее у многу блиска средина, Значи не е силно заразно. Да, али е со долга инкубација. Бактериско друго заболување, ние имаме и други бактериски заболувања кои имаат долга инкубација, а се присутни на нашиот терен и за жал се постојано присутни и нешто што после 50-60 години мислевме дека ќе се намалува, повторно го има. Пак од проблемите со глобализација, сиромаштија и појава на резистенција. Едно такво заболување со долга инкубација е и туберкулоза. Тоа е, знаете, исто не е од акутните заболувања, тоа е со долга инкубација. Такво заболување е и многу често не кај нас, али у светот многу се јавува и многу е проблем. Па знаат нашите млади гледачи, ако некој гледа, знаете за морбус Лајм, која е исто со долга инкубација, каснувањето од крлеж, Лајмска болест. Лајмската болест, каде што е потребна, каде што дали ќе се манифестира само со своји локални симптоми, со еритема мигранс или ко помине у втор стадиум, трет стадиум со тешки манифестации, остеозглобни промени на ЦНС, за тоа се потребни месеци и години. А денес у Америка више од 300.000 луѓе страдаат од таа болест. Исто така вирусни заболувања кои имаат многу долга инкубација, а кои се присутни постојано кај нас и ние ги имаме у државата. Сета популација, мислам, многу добро знае за едно заболување кое хараше од 80 години во светот и однесе милиони луѓе, а кое за среќа денес станува хронично заболување и кое се излекува, кое не е смртоносно. Ако на време се препознае, се даде терапија, па дури и терапија пред контакт. Тоа е ХИВ вирусот, кој има изузетно долга инкубација. Знаете, тука се и вируси кои се често асоцирани со ХИВ вирусот, тука се вирусот на Б и С хепатит, кој исто така има долга инкубација. Инкубација од 6 месеци, човек нема појма, немал контакт со крв, немал контакт со заражен и така, али имал некое друго однесување кое довело до појава на вирусот. Исто така една инфекција која инфективните причинители не се само во инфекту, они се у сите заболувања, за жал. До кој степен наука и кога ќе ни овозможи да видиме дека многу заболувања некој од инфективните причинители го декланшира, го откочува механизмот на појава на одредени заболувања, таков е денес веќе со децении познат ХПВ вирусот. Знаете, негово присуство во организмот денес е и ХПВ диагностика многу позначајна за препознавање за евентуален развој на малигноми во таа регија, него што е ПАПА тестот. Сакам да кажам, многу причинители. Многу сериозно заболување кое има изузетно долга инкубација, а кучињата, мачките, скитници, сето тоа ги гледаме секаде околу нас и на клиника апсолутно постојано се јавуваат пациентите за превенција на тоа заболување. Е беснило. Да.
Инкубација која може да изнесува месеци и години, знаете, да настане. И тука е важно препознати. Не спомнавме најмалите инфективни причинители приони. Со десетици години е потребно да настане такозвано кравје лудило, Јакобс-Крофелдова болест, знаете. Значи, долга инкубација, вирусите се тука, треба да знаеме кога да ги препознаеме. Споменавте дека глобализацијата носи ризици и од увоз на производи и прехранбени продукти. Еве неодамна кај нас пред некој ден добија забрана за увоз 26 тони, ако не се лажам, пилешко месо од Бразил поради ризикот птичи грип. Може, значи, преку храна да се пренесат сите овие вируси? Апсолутно. Храна е страшен вектор за внес на многу инфективни причинители. И затоа е многу важно да се знае каква храна се внесува. Тоа е тој ланецот кој треба да се одржува, функционирање на сите служби. Овдека се работи конкретно, например, за авијанска инфлуенца H5N1, затоа што до тој и тој датум од таа земја било забрането, таму се појавила птичи грип. И све што е сомнително од таа земја се забранува за увоз. Значи, не значи дека месото било заразно, али не сме да се внесе потенцијално, затоа што вирусот, за жал, вирусите се изузетно паметни, изузетно отморни. Он го преживува замрзнувањето, знаете. Таква храна, кога не би била соодветно сготвена, би можела да биде потенцијал за ширење на вирусот. Така. Американските власти, здравствени власти, објавија дека од август до ноември оваа година биле хоспитализирани десетици доенчиња кои што конзумирале млечна формула, одредена млечна формула, поради ботулизам. Да. Како е можно во детска храна да се најдат спори од оваа опасна бактерија? Или пак токсинот, не знам точно што било откриено. Кај ботулизам е едно страшно заболување. Тоа е една неуроинтоксикација од алиментарно потекло. Значи, со внесување во организмот настануваат страшни неуролошки симптоми. Замислите појава на такво заболување кај деца. Зошто се случува тоа? Се работи до сега, пред 2-3 дена, за 51 случај во 19 држави, каде што била дистрибуирана таа детска храна. Зошто е тоа така? Затоа што спорите на овој инфективен причинител се екстремно отпорни во надворешна средина. Они се отпорни на високи температури. При процесот на многу нивоа може да настане и настанало на некој ланецот на овие 4 основни точки на производството на таа детска храна, да обстанат тие спори кои претрпуваат и исушување, внесени во млекото во прав, внесени во организмот, преминуваат во вегетативна форма, а вегетативна форма е таа која го лачи токсинот. Значи, со ботулизмот ние не внесуваме токсин, не го внесуваме спори кои се изузе. И така се случи, за среќа, сите деца се во добра состојба, дел од нив беше и на апаратис, бидејќи вирусот предизвикува една десцендентна мускулна слабост, една слабост која се симнува и тоа е многу познат појава на ботулизмот кај деца. Знаете, многу тоа е една посебна приказна во однос на ботулизмот. Испитувани се, затоа што спорите се присутни секаде. Јас само сакам да кажам... Затоа се советува цуцлата на бебињата да не се става во мед. Во мед. Не значи дека дете на 2 години не треба да конзумира мед, али дигестивниот тракт на дете до 12 месеци, до 15 месеци не е спремно, не е отпорно да го преживее дејството на спорите. Ме разбирате? Тоа е нивниот премин во вегетативна форма. И затоа е у 12% од примерот Симавет, кои се спроведени у голем број држави, во една огромна студија, 16
16% биле загадени со спорите на ботулизам, а у сируп од пченка дури у 26%. А тоа е во одредени региони, Хаваи, Јапан, Мексико и така, основна храна во најмалата возраст. И затоа е многу важно што кога да се даде. Кога ќе кажеме овдека за ботулизам, мене као инфектолог многу ми е важно да се свати дека секој инфективен причинител, знаете, има свој рецептор. Ако бебињата до 12 месеци не треба да им даваме мед ради невозможност на дигестивниот тракт да се избори со токсинот, знаете, една друга бактерија која за жал многу се јавува, и ако и у нашата држава сите, например, бактериски инфективни причинители имаат пад, една има своја тренд на пораст. Тоа е Clostridium difficile. Што сакам да кажам со оглед на возраста? Кај доенчињата, кај малите деца, они се заштитени у првите 6 до 10-12 месеци од оваа бактерија, бидејќи немаат развиено рецептор за нејзе. Затоа одредени заболувања се јавуваат во одреденски временски интервали и во одредена доб и доминираат као така. А зошто одредени вирусни инфекции се јавуваат, да речеме, на крузери или пак во затворени колективи како што се градинките и училиштата? Еве еден пример што издвоив на луксузниот крузер Аида Дива, околу 100 патници членови на екипажот биле заразени од норовирус со симптоми повраќање и диареја. За време на патувањето, откако бродот испловил. Да. Норовирус или Norwalk-like вирус е еден многу паметен вирус. Тоа е група на калици вируси, многу мали вируси, групата на РНА вируси, кои се изузетно отпорни на многу средства за кои мислиме дека кога ќе се појават може да ги уништиме. Они се отпорни на сосушување, отпорни се на доста кисела pH средина, отпорни се на алкохол, на етанол. Знаете што е? Отпорни се на хлорирање. Тоа им дава огромна можност на средствата за дезинфекција. На дезинфекција. И затоа е многу важно кога ќе постои предпоставка, а предпоставка мора у одредени институции секогаш да постои за тие вируси, поготово во зимските месеци. И затоа е многу важно, отпорни се на површините, знаете, доволен е контакт, затоа е многу важно со кои средства, во колкава концентрација од 1 до 5% ќе бидат препарати кои делуваат на вирусот. Не дека нема што да делува. Исто као што алкохол не делува, ништо подобро не делува на вирусот као миење раце со топла вода. Значи тоа е клучната превенција. Клучната превенција. Норовирус има една страотна карактеристика во однос на своја издржливоста, отпорноста на ниски температури. За да предизвика болест, потребна е енормно мала инфективна доза. Што значи тоа? Колку? Тоа значи од 1 до 10 вируси. Вирусни партикли. Дури 1. Знаете, ако вдишеме, можеме да се заразиме. Работата е што вирусот има кратка инкубација, значи краток е периодот контакт со некој кој го има вирусот, а многу е важно да знаеме дека вирусот го имаат и луѓе кои прележале болест, кои можат и 7 до 10 дена да го лачат со столица, а немаат никакви симптоми. Онда знаете колку е важно одржување на ранецот на хигиената. Јас као инфектолог, као најголем дел од својот живот, најголем дел го поминав у борба против, најглобално кажано, сите видови инфекции на гастроинтестиналниот тракт. Не можам да не кажам што значи чисти раце. Значи, немам никаков симптом, вирусот е кај мене. Како сум го пренел на некој друг, нема друг начин не почитување на основни хигиенски навики. Вирусот анализите покажуваат дека многу луѓе не ги мијат рацете по користење тоалет или пак неправилно ги мијат. Да, или неправилно ги мијат. Можда сме ние, можда е кривица и кај нас глобално во здравствените работници, што можда... Јас мислам дека најважно е,
луѓето се плашат од тоа што не им е јасно. Многу е важно да на едноставен начин се кажат многу важни работи. Важно е да се каже дека е потребно 20 секунди да се мијат раце и како да се измијат да стварно бидат чисти. Знаете, и дека навистина треба да се мијат со топла вода. Норовирусот ќе се пренесе во повратените маси, je prisuten u ogromna količina. Njegova osnovna karakteristika, sem kratka inkubacija, je brzo sledna simptomi koji ako se raboti i za deca i za возрастни, može da bidat mnogo dramatični. Znajte, porasna temperatura, malaksanost, gadenje, odbivanje na hrana, silni nagoni za povraćanje. Kaj deca ke dominira povraćanje, kaj возрастните тоа може да биде пролив. Тоа ке помине за 2-3 дена, ali je burna simptomatologija i mnogo drugo. Istoštuvачка за организмот. I затоа je on голем проблем и он je главен глобално светски причинител на сите овие масовни епидемиски јавувања на овие инфекции во однос на дигестивниот тракт, баш ради тој свој потенцијал да многу брзо со многу мала инфективна доза се шири. Среќа е што он не носи трајни последици. A belja je što еднаш прележан норовирус не носи заштита дека повторно ќе си има норовирус. И зато овие крузери често порано на Google, ја им кажував на студентите, укуцајте норовирус и кој ви прикаже крузер. Зошто е тоа така? Затоа што многу често порано крузерите и не ги пуштаа у лука у пристаниште да влезат додека сите не ги исциркулира норовирус. Или да се ограничи на некој начин овој перенос, само одреден дел од персоналот на бродот треба само у тој простор да се грижи за тие пациенти, за да инфекција не се пренесе, затоа што е многу мала инфективна доза. Знаете, се прашуваат луѓе како тоа у повратените маси. Па вирусот е присутен, доволно е, ние не ги гледаме тие партикли, доволно да се удише да бидеме во близина на некој што повраќа, така? Што повраќа и да добиеме и да вдишаме всушност некој вирус. Да. Ќе ги вклучиме гледачите доколку имаат прашања поврзано со денешната тема, почитувани, емисијата е контактна. А што со останатите стомачни вируси? Дали тие се пренесуваат на ист ваков начин, да речеме аденовирусот? Да, и аденовирусот е еден вирус кој он je prisuten во текот на целата година и аденовирусот има повеќе групи А, Б, С и така со многу подтипови и е причинител не само на инфекции на гастроинтестинален, него еден од сериозните причинители на респираторни инфекции. И нечесто и кај норовируси пациентите може да имат лесни и горно респираторни симптоми. Кај аденовирусите, одредени серотипови, уопште не е битно глобално за популација, 37, 37, 40, тие се доминантни аденовируси кои со нешто подолга инкубација, и тоа е многу голем проблем. Ке се заборави, која е подолга инкубација, се заборава дека било контакт со некој Знаете, кај акутни инфективни заболувања, подолга инкубација сепак е нешто што изнесува од 4 до 7-10 дена. И излачувањето на вирусот и самата клиничка слика исто така може да биде нешто подолга. Иде со драматична клиничка слика во детската возраст, затоа што доведува до она што е најсериозно кога се збори за сите видови вирусни и бактериски цревни инфекции, многу брзо со високата фебрилност, губиток на вода и повраќањето доведува до дехидратација. Дехидратацијата е навистина сериозен проблем. Ќе вклучиме гледач, а потоа ќе продолжиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Телефонен Сонја, наставница 35 години во Скопје, во Скопски училишта 5 ги нареди, така ми беше судбината. Поздрав до вас, поздрав голем до докторката. Ви благодарам. Јас сум апелирала, како што сум сетала во училиштата, зошто има самолавна вода во тоалетите на децата. Значи, последно ми беше основно училиште, пред тоа во средни. Без оглед, мали, големи, сите треба, како што рече докторката, како што посочи, миење со топла вода.
Ако нема сапун, бар топла вода да има. Во ниедно училиште во Македонија, верувајте, знам дека нема топла вода. Уште нешто би апелирала, докторката има своји студенти, меѓутоа, директори, например, или овие службите што се педагог, психолог, убаво е да се направи еден ланец на вакви предавања, да слушаат дејците школски, значи не само наставничките, туку и ние наставничките, туку и учениците, директори, за да се соочат со тоа дека дефинитивно во училиштата немаме топла вода. Од мене толку. Ви благодарам многу. Нека реагира. Кој не ме слушна, на реприза ќе ве слушна сигурно. Така, поздрав уште еднаш, благодарам пријатно. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма и што го споделивте ова во емисијата. Хигиената во училиштето е многу важен сегмент. Знаете, многу е важно на едноставен начин да се објасни на деца и деца тоа ќе го разберат. Меѓутоа, многу е одговорно и ние многу работи глобално у друштвото сме ги ставиле на хартија и знаеме како треба, али сме свесни дека многу работи не се баш такви као што би требало да биде. Затоа и се јавуваат така одредени настани. Дори мислам, ќе си дозволам да бидам толку искрена после толку години работа, дека и немаме толку манифестни проблеми колку не водиме сметка да она што треба да биде, да така навистина и функционира. Неопходно е, значи, топла вода да има во училиштата и сапун. Тоа е некој минимум, тоа не би смело да збориме за тоа. Знаете, затоа што ако кажуваме дека е многу важно да здравствен систем као целина биде одговорен за појава на да, ако кажеме дека нема доволно сапун и топла вода, што да кажеме онда? Дека здравствен систем треба да препознае некое заболување, така? Пред да се појави повеќе случаи. Не треба нас да ни се појават некои во школи, мензи, касарни, бродови, било каде, знаете, каде што постои конгломерат или поединечен случај или било кое заболување. Треба да се знае. Затоа е важно да едуцираме кадар и да го створиме ланецот да функционира. Од препознавање, од идентификување, од тачно знаење кој серотип предизвикува одредено заболување. Значи, негово пријавување и лекување. Кога сме кај лекувањето, дали може да се даде антибиотик кај пациентите кои што имаат стомачни проблеми предизвикани од норовирус или пак од аденовирус, а секако има и тука и за други вируси? Видете, тоа е таков нонсенс и толку нешто непотребно, што веќе на едно црево, кое веќе пати цел дигестивен трак кој е надразнен, дали помалку или повеќе, даваме нешто што апсолутно не дека не му помага, него уште повеќе му прави штета. Добро знаеме дека нема лек кој е идеален. Лекот, антибиотикот треба да го дадеме кога за тоа имаме потреба и кога е кост-бенефитот од него поголем од штетата што може да ја направи. Апсолутно е непотребно, бескорисно и штетно давање на антибиотици. Зашто е тоа проблем? И зашто секогаш имаме проблем? И зашто е тешка одлука? И зашто имаме многу инфекции каде што се даваат антибиотици? И онда ќе се каже, да, еве го делувал антибиотикот, кога самиот тек на болеста ќе доведе веќе до излекување. Знаете, треба да се издржи, треба да се знае дека се работи за тоа заболување. Затоа е тука важно да постои систем за диагностика, значи за диагностицирање, да знаеме дека се работи за вирус. Знаете, многу е важно и лекарот, светиња у здравствениот систем е матичен лекар, кој ќе знае да препознае дали се работи за една инфекција или друга. Тоа е без обзира дали се работи за дигестивниот или за респираторниот систем. Као што и таму нонсенс да сега на
на грипот кој тек очекуваме, дека иако у околните земји веќе е многу поголем пораз него што се очекувало. Обично и кај нас крај јануари, февруари е бил пикот на грипот. Веќе за жал имаме доста случаи на грип кои се високо ризични за одредени ризикогрупи. Кога зборевме за вирусите и грип и причинителите, знаете, одредени вируси кои не ги асоцираме со гастроинтестиналниот тракт се многу голем проблем кај една голема популација која се повеќе ќе расте во општеството. Тоа се сите видови, сите пациенти кои се под имуносупресија од различити типови. Дали е тоа природно стекната имуносупресија, дали е тоа имуносупресија од различити видови терапија, трансплантација и потреби од давањето на терапија, огромен број на вируси. Цитомегало Епштајн-Баров вирус може да направат страшни колити кај тие пациенти. Пикоборна вирус, доровирус, се други, да не ги забараме пациентите, се голем број на вируси кои предизвикуваат претешки колити кај нив. А кои за Само да појасниме колита? Воспаление и тешка инфекција на дебелото црево, да. А во обичната популација они не предизвикуваат. Епштајн-Баров вирус е класичен вирус кој во најголем дел од популација ќе предизвика една инфективна мононуклеоза која може да помине или сосема непрепознаено, или со лесна клиничка слика, или со класична клиничка слика која ќе бара еден период од 3 до 6 месеци поштеда од физичка активност ради превенирање на можни манифестации, ради зголемена слезка и лимфни жлези да не се манифестира, али кај група пациенти трансплантирани, имуносупримирани под кортикотерапија, под цитостатска терапија, он ќе предизвика претешки манифестации од тежок хепатит до тежок колит. Кај некој може да остави трајни последици и да биде онкоген потенцијал, за жал, тука не сакам тоа да го кажам. Значи, инфективни причинители се тука, само треба да знаеме, да ги препознаеме, на време да ги диагностицираме. Најважно е препознавање. А како во глобализацијата ние да се заштитиме, да се инфицираме и да се заразиме? Кога има толку контакти со луѓе од сите страни на светот, повторно миењето раце е клучно? Треба понекогаш да се носи маска при патување? Да, некогаш и треба да се носи маска и треба да се... веќе населението има отпор кон маските. Да. По масовното нивно користење. Да, али знаете, не треба човек да се, како се вика, опече па да носи, па да дува и на ладно. Многу често у затворените простори, ден денес, не треба никој да ни каже дека треба да носиме маска. Појдете било каде денес и во продавница, каде што на каса стоите еден до друг, или некаде на шалтерите, ако не стоите на оние линии, директно човекот пред вас дише во вас. Вие не знаете што има он. Така да, навистина, многу заболувања може да се пренесат. Многу зависи, знаете, ние не збориме тука, глобализација носи еден глобален проблем, тоа се, например, патничка диареја. Тачно се знае у кои региони на светот нешто постои. Знаете, ние кога зборевме за лепра, лепра е сериозна болест, ние мислиме да нема никаде. CDC кажува дека постојат више од 260.000 сега пациенти болни со лепра. Одредени региони на светот, Бразил, Непал, Бангладеш, таму, се ендемски, каде што е она присутна. Ние не кажавме за некои заболувања кои ги има кај нас, и постојано ги има на нашите одели, знаат тоа и постарите професори кои цел живот работеле со тоа и младите колеги кои стекнале знаење од нив. Знаете, маларија била до 60 години ендемска во нашата земја, така, додека не се сушиле одредените региони каде била. После тоа ја нема со години. За да уназад 10 години ние имаме стално импортирана маларија. Значи, ако не знам да препознам и кога да помислам дека се работи за маларија, лајшманија исто така, токсоплазмоза. Токсоплазмоза е едно заболување исто од групата на овие причинители, знаете, кој има, може да има енормно долга инкубација. Може детето да е заразено интраутерино, а
на 4 години кога ќе приметат родителите дека не гледа добро, да се види дека има токсоплазмоза. Што е тоа токсоплазмоза, само да ни појасните? Тоа е еден паразит кој што живее на мачките? Да, кај што е домаќин мачка. Домаќин е мачката. Да, и затоа е свето правило, барем на трудниците што кажуваме. Не дека не треба да чуваат мачки, але ако чуваат мачка, да кога работат со изметот на мачката, да работат со ракавици. Тоа се заборава. Затоа ние забораваме дека, за жал, онаа трева и таа што имаме толку малку, така, што треба да е чиста, кај што децата треба да се играат, требата се одгаја за да понезе одат луѓето секаде во светот. Кај нас немаме трева, нема децата не можат да трчат по таа трева затоа што е преполна со инфективни причинители. Значи, чувајте мачка, чувајте куче, али ве молам, основна хигиена е да све што физиолошки тоа ќе заврши треба човекот со ракавици да собере. Знаете? Мачка е единствен домаќин за токсоплазмоза. Човекот случајно влегува во тој круг и она може да предизвика слична заболувања, да имитира мононуклеоза, али за жал и да предизвика претешки манифестации ако настане пренос од инфекција кај трудницата на плодот со тешки малформации, кои некои ќе се откријат у 40% на самото раѓање, али за жал, не знам што е полошо, или кај оние 60% кои ќе се манифестираат многу покасно во возраста, со слабо напредување, со намален IQ, со проблеми во видот и така. Значи, причинителите се тука. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за прекрасното појаснување на оваа тема. Благодарам на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.